Čovek bez granici. Во поморството е најтешко тоа кога го планираме патувањето конкретно на оваа линија околу светот, со овој брод патувањето е да речеме 6 месеци, ние тука ги земаме предвид временските непогоди што ќе ги сретнеме. Сето тоа е пресметано во програмата. Меѓутоа, најмногу незгоди ни создава тоа што во светот се повеќе има штрајкови и недостиг на работна сила. Еве конкретно на ова патување, само во Бомбај 32 дена бевме укотвени и чекавме поради штрајк. Потоа јапонците долго ја слават новата година, точно 7 дена не се работеше и сето тоа го нарушува планот. Се викам Франци, Корошец од Целје сум и тука на овој брод сум телеграфист. Се викам Јури из Куршек, на бродов сум доведен како прв офицер на машините, инаку сум од Мозирје, од Савињска долина. Бруно Бочи ме нарекуваат Изолак, затоа што сум од Изола. Ме нарекуваат веќе 6 месеци така. Да, се викам Кришник, од Вранско сум и живеам во Вранско. Тука на бродот сум морнар, мислам морнар како чистач на машините и таа должност ја вршам веќе 6 месеци. Името ми е Славко Посега, од Постојна сум. На бродот сум морнар. На бродот сум повеќе од 2 години и се надевам дека ќе останам уште некое време. Кадет Исток Ватовец од Копер. Се викам Франц Новак, од Вранско сум. Работам во општа пловидба на бродови како механичар. Името ми е Ранко Ружигај, од Јесенице сум. На бродот ме нарекуваат Лонго поради тоа што сум долг. На бродот работам како подмачкувач на машините. Се викам Петер Иванчич, од Нотранско сум. Моментно на овој брод сум втор офицер на палубата. Јас сум Вланимир Борис, родом од Костерна кај Риека, капетан сум веќе 20 години при општа пловидба. И тоа е една работа, да речеме, може да се случи цела недела или уште повеќе. Човек да не може ниту супат од чинијата на мир да ја изеде, ниту да може мирно да спие. Уште на тоа патување ми се случи едноставно од постела да паднам, толку бродот се наведнуваше. Мислам, човек тешко може да си представи дека тоа е вистина. Па кога ќе се разбудиш, веднаш ти е јасно дека си на бродот. Да.
И може би се прашуваш, зошто мораш воопшто така да живееш, кога никој на тоа не те принудувал, но сепак си на бродот. И зошто, но зошто? Зошто сум на бродот? Тоа може би малку чудно. Тешко е да се одговори. Кога си бил уште кадет, зошто си останал потоа? Јас сум се определил за поморството само затоа што Јас море сум видел на филмовите, кога јас дојдов на приемен испит, прв пат го видов морето и уште тогаш не знаев дали е солено или не. Но кога завршив 3 години како сите, одевме на задолжителна практика, тогаш веќе знаев дека тој леб ќе биде тежок. Сепак јас на таа телеграма, првата што сум ја добил кога ме примија во предпријатието, бев многу весел. Најверојатно повеќе од сите телеграми што сум ги добил. Со тоа, кога се качив, станав асистент. Но и тој период минува. И сега, ако тогаш се двоумиш, да или не, па мислиш да, уште неколку месеци ќе биде, па ќе станам трети, потрпиш тие месеци, ќе ги положиш испитите и ќе станеш трети. Може би ќе те прифати, мислиш да престанеш, да, ќе дојде пак време кога одиш напред, ќе станеш втор, па прв, па со тоа ќе се подигне платата и секако тоа е исто така прашање на примања, сега се познава во парите. Да, тешко би рекол што е во поморството најголем проблем за нас поморците. Како проблем број 1, практично би го навел тоа дека пред се во Југославија и во незиниот потесен дел поморското занимање не е толку познато. И некако сметаат луѓето, тоа занимање не е многу толку вредно. И луѓето што се занимаваат со таа работа поморците, многу пати неоправдано ги сметаат за неранимајковци. Тие неколку квадратни метри железо, тоа не е се, па ако е точно тука сме врзани на 100 со 20 метри, тоа е се. Навигација трае веќе згоди по цел месец, се прави ту смо везани 100 метров долго, 20 метров широко, тоа е се. Најубаво за мене на бродот е во сабота од 4 попладне, кога ќе ни заврши работното време, кое поинаку тече од 8 до пладне и од 1 до 4, и кога ова работно време престанува. Можеме да се приготвиме за нашиот викенд на складот број 2 и се враќаме сите среќни и задоволни. Се врнемо сви среќни, задоволни. Потоа, по мислата на една одредена жена од Изола. Да, што е најтешко? Уште пред да се качам на бродот, во едно наше списание забележав, еден новинар пишуваше дека разликува 3 вида луѓе. Мртви, живи и поморци. Таа дефиниција ми се чини многу точна, зашто прво, мисламе добро поморците да спаѓаат во таа трета група, зашто така е. Мртви не сме, оти на свој начин живееме. Ние сме исто така луѓе, но пак не можеме да се вброиме меѓу живите, бидејќи сме лишени, да речеме, за што му нуди животот на човекот, кој е на крајот. Се вели, ако погледаме еден оженет човек, кој има дома семејство, всушност тој од тоа нема ништо. Тој жената ја гледа еднаш годишно, поточно тогаш кога е на одмор. Мислам, тоа не е никаков брачен живот. Истото важи за некој, да речеме, ако има девојка дома, која мисли со него за сериозно, тоа е најголемата мака. Всушност, човек би мислел тогаш кога најмногу се сакаат, живеат одделни по цела година.
se spomnim, Ja se sećavam za sve što mi se slučilo na brodot ili vo razni pristaništa, no najgoleme spomen mi je koga brodot prv pat pristigna vo Kobe i izlegov nadvor, praktično jaz bev bez dinar. takrat smo šli ven, praktično jaz sem bil brez denarja v Kobah in sem šel ven. Vo Kobe otidov nadvor po tije barovi, da vidim kakvi se devojkite, zašto na brodot se zboruvaše samo za toa veke 2 meseca pred toa. Glavno odevme od bar do bar, sobiravme, vlečevme, kibrit i taka dojdov su prijatelite i vo Rose klubot i vo toj bar ja sretnav Reiko. Ta vsušnost raboti vo barot, no ja smislam deka toa voopšto ne je važno, zašto glavno Sonja proživev mnogo ubavi denovi vo Kobe. Preživel zelo lepe dneve v Kobah. Bila je stalna... Postano beše so mene na brodot i odevme zajedno nadvor, vo gradot bev Kajneja. Hodila sva skupaj ven po mestu. Ta ima 21 godina i se zanimava so takva rabota, vsušnost smislam, koga ke dojdeš vo nekoje pristanište, ponavika baraš devojka za da odiš Sonja jedna noć ili pak poveke. Iščeš tako punco, da bi šel z njo za eno noč ali pa za več, nekaj sva spila. In potem Spijev me, potom odev me na brodot i uopšto ne sakaše pari od mene da i platam ili nešto slično. bi plačal kaj takega. Ni ostalo Ostana so mene na brodot poveke od jedna nedele i mislim sigurno zato što se dopišuvav me, koga ke se vratam pak vo Kobe, deka ke ja najdem i mislim da ja zemam so mene na brodot. najdu in jo mislim sabo vzeti na ladjo. Misliš da se oženiš, Sonja? In to Da, bidejki, bez toa ne bi možel uopšto da ja zemam na brodot. brez tega jo sploh ne bi mogel vzeti na ladjo, ampak nisem. No, rabotata ne je vo toa, jasna vistina ke ja zemam, zašto toliko fer devojka ušte ne sum sretnal. Punce nisem še srečal. Za mene na more je najlošo toga škoga more to je lošo, zašto mnogo se teški uslovite za rabotata vo mašinite dolu. Ja strabotam na strug i po patot od Konghog za Japonija, mi se sluči koga beše lošo moreto da skršam 2 prsta. Se mi je zgodilo, ki je bil slabo morje, da Me sem si zlomil 2 prsta. Ne. brodot silno se zaniša i me frli na strugot. In me je vrglo na stružnico. Ne. To je Vo momentot, koga zagubiv ravnoteža, ne pomisliv što zgrabiv i se fativ samo za podvižni del od strugot koji mi skrši 2 prsta. zlomil 2 prsta. Ne. Pa takoj, ko smo Pa vednaš koga stignav me čekaše čamec, dojde agentot koji me prijavi v bolnica. šli, ne. Koga ima v bolki, koga veke seme boleše, so čamecot što me vozeše od brodot do pristaništeto, imav me nesreća, taka što moji te bolki stana posilni. Se moja bolečina še povečala. Ne. Najslabše pa se mi zdi, Lošo mi se čini je to što vo pravilnikot na naše to predprijatije pravno formalno kako kadet uopšto ne postojem i po to se zajedno dođe vo zavisnost od jedan čovek da kaže me ja sam završil sredna pomorska škola i v sušnost kako kadet se podgotvuvam za zanimanje to tret oficer. kot kadet pripravljam na poklic tretjega oficirja. Po 6 meseci dosega samo sum bojadisuval. Sum brojal tovari i sum vršal takvi raboti što kako na tret oficer nema da mi bidat toliko važni i dosega se ušte ne sum bil ni tu jedan den na mostot i od navigacijete praktično ne sum naučil ništo. Nisem bil niti enega samega dneva na mostu in sem se z navigacijo, praktično navigacijo, do sedaj naučil praktično nič.
Kako najlošu na brodot bi bilo to da imaš golemi rastojanije od pristanište do pristanište. Naprimjer, okolo Afrika 27 dena, polovina natamu po Pacifiku 14 dena, pa takvi nešta. Među tije patuvanja nema konkretno što da praviš. Na brodot imame biblioteka. Misliš vo slobodno to vreme? Vo slobodno to vreme, da. Na brodot imam jedna biblioteka koja ni najmalku ne je biblioteka, no neka bide sepak ne, ima vnatre kako sklad, knjigi, pa nema. Najdu dve knjigi koji beja na srpsko-hrvatski, iako je slovenski brod, tako što sve zajedno je žalno. Vesnici isto taka malko dođat na brodot, redko nekogaš, inako ekipažot ne. Na nekoj brodovi imat masi za ping-pong i račen futbal. To vjerojatno bi moželo da se reši, samo vjerojatno sami sme krivi, zato što ne se zazemame, zato da rečem jedni brodovi imat, drugi nemat. No što to je sakav da rečem, deka bi bil iznenaden dobro, koga predprijatije to redovno bi ni praćalo vesnici. Sega praća po nekogaš, samo što ti je redko stignu vad. Nekogaš novinite što ima kaj nas novo, ke gi doznaješ od 2,5-3 meseci. Na jedna strana podobro je taka, žalno pak, ušte povike. Moje najgolemo hobi je slikanje to i slikam veki od mali noze, 12 godini. Krivo mi je što na brodot spijeme po dvajca zajedno i prostorot je toliko mal što vopšto ne možem da slikam i koga bi slikal da reče me v postela. Sekoj tip što bi vlegol vnatre, bi ja gledal slikata, bi ja vrtel gore dolu. Vjerojatno bi moral da go ostavam to, a dodeka neke spijam sam kako tret oficer na palubata, potom ke se zanimavam so slikanje kako što sam sakam. Koga bi zboruval što je najteško na more, mislim deka je najteško ako nekoj ki se razboli i treba da mu se ukaže brza pomoć, zato što sme na otvoreno more. Takva možnost postoji ako se sretneme so brod koji ima lekar ili ako sme blizu do bregot pa da ni pratat helikopter. No se slučuva da baraš pomoć i ta da ne dojde. Imav takov slučaj koga bev kapetan na brodot Trbovlje. Odev me od Hong Kong za San Diego. Toj pat traješe 16 dena i 6 dena potragnovanje to od Yokohama. Imav napad na slepoto crevo. Vo prvi od moment ne sakav so brodot da skršnam vo Honolulu, zato što mislev deka toake popušti. Međutim, situacijata se vloši i moj prv i vtor oficer me prinudija. Ajde, morame da skršneme. Posprotivno, možete da umrete. I po to skršnav me i dojdovme vo Honolulu iz utrinata vo 3,5 i vo 4 časot veke bev na operacionata masa i operiran. Bev vo jedna od najubavite bolnici vo Honolulu. Se sećavam se vikaše Queen Hospital. I lekarot mi reče deka ako sum dojdal može biti 3-4 časa podocna, ne bi mi imalo spas.
Druga stvar, ki pa ni Druga rabota, koja ne je toliko grozna, ne je vo toa da rečeme na momenti si poveke gladen, na momenti pomalku, pa da rečeme sogotvačot ne si vo dobri odnosi i to je sendvič ili nekakva konzerva nadvor od programata, može bi ne biti dal. morda tudi ne bo dal. Ne. Najlepši dogodek... Najubava slučka na Brodot beše za mene, koga bef, na primjer, vo bolnicata. Dojdoa da me posjetat, skoro sekoj den imav posjeta. Dojdoa skoro site prijatelji od Brodot. Togaž Nova godina ja pominav vo bolnicata, no bea prijateljite, koje mi dođa sekoj den na posjeta i kapetanot dojde da me posjeti, što ne se slučuva često. To za mene beše jedna, bi rekol, mnogo simpatična slučka. Ja, najhujša stvar je... Da, najloša rabota spored mene je periodot koga ke dojdeme vo pristanište i koga ke se vrši tovarenje i rastovarenje na tovarite. Zašto? Povekepati su odreden za čuvanje na toj tovar. I spored mene to je mnogo teška rabota. Ne zaradi toga što se raboti fizički, tuku mislim glavno na goreštinata, da rečeme vo Indija, vo Afrika, dolu. Temperaturata dođa do 35, 38, duri 40 Celzijusovi stepeni plus i tamo vnatre čovjek jednostavno isparuva. Novo sekoj zanimanje je ubavo toa kako sekoj čovek i što sekoj čovek od ubavo toke izbere. Za mene konkretno najprijatan moment mi je toga škoga ke doznam deka ima višok ili deka se zgolemila platata. To je često? Da, sega je često. No 2-3 godini nanazad ima malko sluh za takvi raboti. Najljubavu na brod spored mene je zato što gledaš mnogu svet, različni kontinenti, gledaš kako živeat ludjato, kako živeat kaj nas, nekoji socijalni razlike među nas i drugite državi, kako Indija i naša Jugoslavija. I to je dosta golema razlika. Vo standardot, mislim životni od standard, zato što kaj nas ako pogledaš, sekoj čovjek ima svoje kuće ili stan, međutim u Indija 2,5 milioni živeat na ulica. Nemat ništo, glavno ništo. Ako gledaš, na primjer, Japonija ili pak Amerika, isto tako ima razlika. Na primjer, Japonci te mnogo povike rabotat od koliko nije i zato podobro živeat. Ne, Amerikanci te pak isto taka podobro živeat. Ja, najlepše, kaj je... Da, najljubavo što je. Ja s novog osakam to zanimanje. Imam zelo do tega poklica.
И секако најубаво е тоа машините да ни работат нормално, да не оди се така како што сакаме ние, затоа што во моторот има најразлични погони, што се вели имаме внатре од мотор до пумпи, до се што знам, што компресори за ладење, и ако сето тоа го ставиме во ред, да работи така како што сакаме ние, мислам дека тоа е најубава работа. Če to dela tako, kot mi hočemo, mislim, da je to najlepša stvar. Ти си здaj први. Ти си сега прв и сега лесно можеш да станеш управител на машините. Ке станеш ли тоа? Teško reći, ne vem, Јас, знаете, тоа е тежок збор, не знам. velikih namenov nimam. Некои големи намери немам да бидам на море и веројатно ќе прекинам со тоа. Сепак да речам, мене службата како таква крај машините ми е драга, само проблемот е во тоа што зборував пред малку. Не си дома, животот не е таков каков што мора да биде. Кој е најубавиот момент? За тоа може многу да зборувам или пак ништо, конечно. Најубав момент за поморецот е тоа, по долгото патување, по долгата пловидба по морето, да здогледа повторно копно, па кога еднаш ке се врземе за брегот, одиме потоа во градот, да престане тоа монотоно живење, што е на бродот од ден на ден еднакво. Сосема еднакво. Воопшто не се разликува. Среќни моменти се и тогаш кога ќе се добие пошта од дома, по долго време дознаваш новини од дома, да речем јас имав 2 внука дома, кои се многу среќни кога ќе се вратам дома. Па велат, стрико, што донесе? Јас всушност не им носам никогаш ништо, но ги земам со себе в продавница и таму им купувам тоа што сакаат тие. Кога би помислил што е најубаво во поморството, сега е малку тешко на тоа да се одговори. Има многу нешта. Па ништо. Да му се вратиме повторно на семејството. Слушајте, јас сметам вака. Овие луѓе кои се на крај, мислат, што знам, дека овој живот некогаш е малку монотон. Па гледајте, кога се враќаме ние по 4 па и 6 месеци, секогаш се чувствуваме како да сме повторно женети. Одново, одново. Младенци, младенци. Нова љубов, нова љубов. Има и лоши страни на тоа. Додека имаш пари, те познаваат сите. Кога еднаш повеќе нема, полека те забораваат, па мислиш дека немаш друг избор освен повторно да се вратиш на бродот.